Со должина од нешто повеќе од 4 метри, Равал се наоѓа на супер мини територија, но ги надминува очекувањата со меѓуоскино растојание од 2,6 метри и изненадувачки просторен багажник од 441 литар. Поширок е и понизок отколку што би очекувале и има смел став. Поставен е на новата платформа MEB Plus на Volkswagen група, која ја дели со веќе споменатите близнаци. Купувачите добиваат голем избор на погонски склопови. Основните верзии со едноставната ознака Равал спаруваат мотор од 116 конски сили со батерија од 37 киловат-часа, што е доволно за околу 300 километри автономија, а ограничени се само на 50 киловати полнење. Доколку се искачите на скалата на конфигурација до Равал Plus, ќе најдете мотор од 135 конски сили кој го користи истиот пакет, иако овој пат полнењето достигнува максимум до 88 киловати и бележи од 10 до 80% за приближно 23 минути. Како се искачувате погоре, работите стануваат поинтересни. Пакетот со батерии од 52 киловат-часа нуди 211 конски сили во верзијата Endurance и испорачува околу 450 километри автономија со брзина на полнење до 105 киловати. Но, ако тоа не е доволно, тука е ВЗ. Таа се искачува на 226 конски сили и ја лови стотката за 6,8 секунди, што го прави конкурент на Alpine A290. Досегот малку се намалува на околу 400 километри, но демоните на брзината можеби мислат дека тоа е цената што вреди да се плати. Купра не се стреми само кон бројки за моќност. Подвозјето на Равал е за 15 мм пониско од основната MEB Plus платформа, поставеност што се користи кај ID Polo и има поширока трага од 10 мм со адаптибилни амортизери, прогресивно управување и електронски диференцијал со ограничено пролизгување кај ВЗ. Внатре, возачите се почестени со корисна голема дигитална кластерска табла од 10,25 инчи и 12,9 инчен инфозабавен систем. Доколку се одлучите за изданието Равал ВЗ Extreme, ќе бидете почестени со куп школкасти седишта со тапацир со 3D плетена технологија, како и 19-инчни тркала со сулфурно зелена боја и мат надворешен финиш во боја на манган. Купра Равал на пазарот ќе пристигне летово, кога ќе се соочи со своите најголеми ривали од премиум Б сегментот.